Избори на 5 јуни мора да има, да излезат цялата ова политичка криза. Оние кои ги искренават споменането обележат. Денеска, како и претходните денови, во Организација на граѓанско движење за одбрана на Македонија, ние граѓаните на Битола сме собрани да кажеме не на обидите за дестабилизација на Република Македонија, обидите за деструкција, за обидите за украинско сценарие кои што го инициират веќе 2 години платениците на странските фондации од Сорос и нивните помагачи од СДСМ. Собрани сме да кажеме дека мора да заврши ова украинско сценарио, овие обиди за украинско сценарио и дека сметаме дека македонецот не сме да се дозволи да се сврти брат против брат, другар против другар. Македонија не е ниту Украина, ниту Сирија. Македонија мора да остане сплотена, македонецот да биде сплотен и сите македонци без разлика на која политичка опција и идеологија припаѓаат да изградат една заедничка национална агенда и платформа и сметаме дека крајно време е дека на 5 јуни без одлагање мора да се одржат политички парламентарни политички избори на која секој граѓанин на Република Македонија без разлика на неговата политичка определба ќе го даде својот глас за она политичка опција која што смета дека има подобра програма и дека има дека ќе даде подобар просперитет на Република Македонија, онака како што е во останатите европски земји. На овие протести се вклучувам пред се како историчар, пред се како бидејќи сум згрозен од тоа што се случува изминатите неколку недели против сквернавењето на македонската историја. Едноставно сум згрозен и зреволтиран своевремено и сметам дека сквернавењето на македонските спомени обележа сквернавење на македонската историја. Сведоци сме дека вандалите на СДСМ и Сорос, нивните платеници веќе неколку недели со ред ја сквернават македонската историја. Минатата недела беше сквернавено спомен обележјето на првото заседание на АСНОМ. Со тој чин овие антимакедонски вандали фактички го сквернавија удирањето на го сквернавија користувањето на македонската државност и удирањето на темелите на македонската држава. Беше вандализирано и спомен обележјето на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија. Со тој чин тие фактички му дадоа легитимитет и одобрување на прогонот, репресијата, теророт, убиствата, грабежите кои што ги проведија грчките монархо-фашистички власти за време на екзодусот 1948 година и претходно врз македонците од егејскиот дел на Македонија и етничкото очистење. И фактички тие го сквернавија плачот, лелекот и пискотниците на сите оние македонски мајки кои што се тагуваат за своите синови кои ги положат своите животи за македонската кауза, кои ги дадоа своите животи. Беше сквернавено и спомен обележјето на 8 септември. Со тој чин фактички се осквернави прогласувањето на Македонија за независна суверена држава. Со тој чин фактички беше удрено и беше фактички и уништена целата борба од нивна страна на цела на плејада македонски патриоти кои што се бореа под плаштот за независна Македонија и се бореа за вековно стремеж идеал за независна македонска држава. Мислам дека и моите колеги историчари го судуваат ова вандализирање на македонските споменици. Веќе неколку години сме сведоци дека опозицијата, предводена од СДСМ и Сорос, е доста критична и кон проектот Скопје 2014 спомениците кои што се градат во овие моменти. Меѓутоа, од историска гледна точка морам да објаснам зошто овие споменици се од македонско национално значење и интерес. Бидејќи од историски аспект национал-романтизмот, градањето на споменици и спомен обележја во Европа и во светот е процес кој што во Европа започнува во 16-17 век. Овој процес во Македонија не можеше тој да се спроведе, бејќи Македонија беше под робство. Западноевропските земји на кои што ние му се восхитуваме и кои што се доста силни, Германија, Италија, Англија и другите западноевропски земји, овој процес на национал-романтизам го помина во 16-17 век. Таму тој се градеа споменици, се градеа од нивните историја, значајни личности од нивната историја, се градеа споменици во стилот на барок и неокласицизам.
Меѓутоа Македонија во тој период беше под робство, македонскиот народ беше разнебитен и токму сега Македонија го поминува тој период на национален романтизам кој што доста значење за македонската нација и за македонската држава.